отварянето на новата депонија во Конско предпоставува уште два предуслови. Едниот е во наша надлежност, другиот е барање на донаторски средства. Тоа што е во наша надлежност и за кое не сме одговорни, имаме пари во основниот буџет да го решиме, е довод на вода и довод на струја до новата депонија. И тоа ќе го направиме. Другото кое не го владееме и не зависи од нас, а имаме сознанија, сме подпишувани на договор, тоа се средствата, грантот што треба да го добиеме од меѓународната организација ИОМ за изградба на пат од патот Горничет Смрдлива вода до локацијата на новата депонија. Токму за тоа разговаравме и потоа, значи, ние имавме најаве дека до 15 јули, тоа е одобрено од донаторите, ќе биде подпишан договор. Денес не е 15 јули, малку се касни со тие активности, меѓутоа чекаме секој момент. Кога тоа ќе биде завршено, ќе имаме две паралелни постапки. Едната постапка ќе биде донаторот ќе донира средства и ќе се гради пристапниот пат од, како што реков, од Горничет до новата депонија, а во исто време ние како општина ќе работиме на носење на вода и струја до новата депонија. Тие предуслови значат во ист момент па почеток на затварање на старата депонија и таму сега имавме со консултантите баш на таа тема разговор, таму ќе има парк, дрва, клупи, ќе има скроз нов лик, тоа што е сега моментално депонија во општина Гевгели.